Добро дојдовте назад, почитувани, во отвореното студио 1, а во овој уште еден блок од 15 часот и 20 минути. Јас и колешка Татовска во самиот старт одвојуваме малку време за нашите комерцијални партнери, а со нас е господјата Јулија Цветковска од Пелистерка, со која што ќе разговараме, односно ќе имаме можност да го промовираме она што гледачите ќе можат да го видат наскоро во еден од нашите рекламни блокови, а тоа е новата апликација која што Пелистерка ја подготвува за корисниците на Android и на iOS оперативните системи. Така што, во оваа прилика добре дојдовте во нашето студио и доколку може да ни објасните на кој принцип ќе функционира оваа апликација и што всушност подготвувате вие за потрошувачите. Добар ден и добро ве најдов. Ви благодарам на поканата и на времето кое што го одвоивте за да може Пелистерка во овие неколку минути да го промовира она што го сработи за нашите клиенти или како што ние милуваме да ги наречеме нашите пријатели. Апликацијата веќе е подготвена, значи не е во фаза на подготвување, во моментов е достапна на Play Store и App Store, значи сите корисници на iPhone или било каков друг телефон може да ја симнат секој момент. Во моментов апликацијата на Пелистерка има достапни неколку функции. Она што е најважно е функцијата која што ќе ги потсетува за тоа колку вода пијат во текот на денот. Сите сме свесни дека е важно да бидеме хидрирани во текот на денот, меѓутоа и го забораваме тоа. Затоа најдовме начин преку мобилните телефони кои што никако и никаде не ги забораваме, да ги потсетуваме сите оние кои што нели забораваат во текот на денот да се напијат дали една чаша вода или неколку. Соодветна апликација во однос на тоа колку вода сакаат да се напијат во текот на денот, нотификација ќе им стига и ќе ги потсетува колку е важно и дека стварно треба во тој момент да се напијат вода. Дополнителна функција на апликацијата ќе биде и календариумот во кој што се внесени многу настани кој што Пелистерка како општествено одговорна компанија ги поддржува. Тука кога мислам на настани, мислам на еден куп спортски активности кои што се случуваат во главниот град и на територијата на цела Република Македонија. Тука мислам на концерти во филхармонија, мислам на кинопроекции, мислам на представи и тоа нема да бидат само настани кои што ние ги поддржуваме, туку ќе бидат настани кои што вреди да ги посети една помлада популација. Вие бевте познати по оној годишен календар, нели на крајот на годината сите со нетрпение го очекува, можеби поради провокативноста на фотографиите. Знаеме многу славни личности застана пред апаратот токму за календарот на Пелистерка. Дали е ова своевиден ребрендинг или своевидно менување на формулата за рекламирање? Па не би рекла дека е некаков ребрендинг. Пред 10 години кога излезе првиот календар на Пелистерка, за тоа време беше навистина провокативен, беше навистина иновативен и беше еден оригинален начин за да се потенцираат работите кои што ги прави Пелистерка. Или ајде да речеме и луѓето се сеќаваат на Пелистерка од еден поинаков аспект. Меѓутоа со оваа апликација сакавме да се доближиме до една помлада група на луѓе на кои што мобилните телефони или паметните телефони им се секојдневие. И токму затоа и оваа апликација има фотографии, меѓутоа не се такви провокативни како што беа веќе познатите календари на Пелистерка. Значи ова се фотографии кои што сме ги направиле во текот на оваа цела 2018 година, од настани на кои што ние сме биле општествено одговорен поддржувач, сме биле пријател, сме биле покровител, така што не верувам дека ќе биде класичен ребрендинг, не се откажуваме од традиционалните медиуми на рекламирање. Тоа значи дека може во наредните години потрошувачите да очекуваат календар сличен на може. Доколку излезе некаква оригинална идеја, доколку се појави некаква оригинална идеја во нашите редови, не е исклучена можност да се појави уште еден Пелистерка календар. Спомнавте дека апликацијата е веќе достапна на корисниците на сите практично паметни телефони. Таа е бесплатна и има неколку функции, но ќе доживее апдејт, односно ќе биде надоградувана. Што е она што предвидува во иднина, како планирате да ја ширите оваа апликација? Идејата на апликацијата беше конечно после толку години работа на македонскиот пазар, со оглед на тоа дека сме лидери во производството на природно газирана, природна минерална вода и во продажбата, сакавме овој пат да бидеме лидери во нешто, затоа и сме од ваков вид компанија која што вади ваква апликација во однос на надградбата на апликацијата. Во иднина сите наши потрошувачи ќе можат буквално да ги следат сите наши промоции и активности, што во помалите продавници и локални продавници, така и во поголемите маркети. Тековно ќе бидат известувани за сите наши кампањи, за сите активности кои што ги работи нашиот бренд. И сега да не откривам се, меѓутоа тимот веќе работи на тоа и после новогодишните празници ќе има уште голем бриз изненадување на таа апликација. Така, тоа е еден процес. Си спомнавте дека веќе има еден календар кој што одбележува активности покрај културно-уметнички настани, акцент се става на спортските случувања, на спортските настани, па дали во таа насока можеби оваа апликација може да прерасне во еден водиш за здрав начин на живот генерално кој што ќе го спонзорирате токму вие?
вие? Апсолутно, тоа е и мотото на овогодишната кампања за здрави одлуки во 2019 година. Кога мислиме здрави одлуки, мислиме на токму на тоа, на здравиот начин на живот. Апликацијата не е наменета само за спортисти, наменета е за сите луѓе на кои што здравиот живот им е некаков приоритет. Освен спортските настани, Пелистерка е компанија која што долги години наназад спонзорира и поддржува спортски активности од секаков вид. Освен, не знам, оние стандардните спортови кои што сите ги знаеме, Пелистерка ги поддржува и мечување, кикбокс, карате и слични такви спортови, така што претпоставам дека оваа апликација ќе им биде користна на сите нив. Тук следните гостини се джудисти, па може би може би таму ќе имате интерес да помогнете како компанија. Апсолутно, веќе помагаме и се надевам дека тоа ќе го правиме и во иднина. Така, тука некаде би го завршиле ова гостување, доколку колешката нема дополнителни прашања или доколку немате нешто што би дополниле во оваа насока? Јас само сакам за крај да дополнам со оглед на тоа дека како што споменав, мотото за оваа година ни е за здрави одлуки во 2019 година. Најздравата одлука која што може секој од нас да ја донесе барем на 31 декември на таа луда новогодишна ноќ е доколку управуваат со моторно возило да не пијат алкохол, доколку сепак се одлучат да пијат, тогаш нека пијат Пелистерка. Ви благодарам што бевте. Тоа е еден паметен совет. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од Студио 1. Тука ќе предлагам да го погледнеме парчето од денешната пресконференција на Сдруженијето на новинари на Македонија, односно денешниот настан, исто како и сите останати. И Сдруженијето на новинари направи една сума сумарум за оваа година и ги оцени владините политики во однос на медиумските, односно во однос на креирањето на медиумските закони. Од Сдруженијето се уште не се задоволни со законската регулатива и со реформите кои досега требаше да бидат направени во медиумите, а се уште не се. Да го погледнеме парчето. Во 2018 година нема сериозни промени во медиумската сфера. Владата не успеа да ја подобри медиумската регулатива, што беше долго време најавена. Измените и дополнувањата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кои требаше да создадат подобар амбиент за работата на медиумите, не е усвоен се уште во собранието на РМ. Во 2018 година не само што немаше подобрување во делот на законската медиумска легислатива, туку имаше и одредено за жал назадување. Во текот на летните одмори, во јули месец, без никаква дебата и целосно нетранспарентно, владата ги усвои измените и дополнувањата на изборниот законник и законот за финансирање на политички партии. Овие измени овозможуваат на парламентарните партии да трошат јавни пари за финансирање на медиумска политичка пропаганда за време на избори и за време на изборна кампања, како што беше и за референдумот оваа година. Ваквите измени ќе имаат негативно влијание врз слободата на медиумите, бидејќи тоа е на еден начин заобиколен пат за враќање на владините реклами, со кои во минатото претходната власт ја купуваше наклонетоста на медиумите и влијаеше врз нивната уредувачка политика. Утврдено е дека од вкупно 14 првостепени одлуки судот донел 6 пресуди со кои тужбеното барање е уважено или делумно е уважено, 4 пресуди со кои тужбеното барање е одбиено како неосновано, 4 решенија со кои тужбата се смета за повлечена. Како интересни карактеристики на предметите кои се анализирани би издвоил дека во просек од поднесувањето на тужбата до донесувањето на првостепена одлука постапките просечно траеле 2,5 години. Во ниедна од оформените постапки кои завршиле со првостепени пресуди не е досуден побараниот износ за надомест на штета. Нека секој ден од новата 2019 година ви донесе многу радост, многу здравје и успех за вас и вашите најблиски. Ви посакувам многу побогата, поспокојна и пред се поправедна нова година. Владење на правото и функционална правна држава, реалност или утопија? Ќе успее ли државата да направи сериозни реформи во правосудството или пак ќе продолжи со селективна правда и неказненост? Гледајте Правда и неправда
секој вторник во 21 часот. Со мене Гордана Дувњак. Во Ексклузив ќе гледате. Елена Ристевска прв пат се сретна со камерата на Ексклузив по инцидентот од пред неколку дена. Погледнете како реагираше. Зошто ја напушти Македонија? Дали навистина должел пари и каква врска има со местењето на фестивалите кај нас? Лице в лице со Јован Јованов. Прво интервју по смртта на неговиот брат. Владко Стефановски искрено пред нашата камера. Гледате Ексклузив денеска во 18 часот и 15 минути на 1 ТВ. Не дека криеме нешто. Не. Председателот постапува со пошироко толкување на Уставот, има апсолутно право за тоа. Да, точно така. Тама работа да нема. Секоја среда со мене Сашо Ордановски во печат на неделата заедно со моите гости да ставиме печат на настаните. Во потрага по правда, оваа жена ќе влезе во борба со ѓаволот, за да го пронајде вистинскиот убиец, што одзеде десетици животи. Неговиот таргет се професионални и успешни жени, а една таква ќе тргне по него. Како што се стеснува обрачот околу него, ловот по убиецот станува се поочајнички, а тој уште поопасен од претходно. Наскоро на 1 ТВ, серија што ќе го освои вашето внимание. Британски психолошки трилер, во кој играта на нерви и возбуда никогаш не била подраматична. Наскоро, Падот. Се враќаме назад во студиото, како што веќе најавивме, овој блок, овој дел од овој блок поточно, ќе го посветиме на спортот, поточно на джудото. Со нас се гостите од джудо клубот Мјоки, тренерот Игор Пасковски, Борјана Попатанасова, Христина Десковска и најмалиот джудист Марија Кузмановска. Добар ден, добре дојдовте во студиото 1. Мислам дека прво ќе отворам со најмалечката. Марија, имаш само 10 години, а веќе неколку години тренираш джудо. Зошто, од каде, како го засака джудото, како дозна за овој спорт? Па, јас со мојата другарка Георгина гледавме на телевизија и го видовме спортот и ни беше интересен и дојдовме и се запишавме и продолживме. И сега како ти изгледа? Супер. Твоите кога слушнаа прво, каква им беше реакцијата? Па, добро. Нема проблем со тоа да спортуваш еден таков спорт? Нема проблем. Господин Пасковски, дали често кога почнуваат лицата да се занимаваат со джудо со овој спорт, почнуваат од најмала возраст и дали постои, да речеме, оптимална возраст од кога би требало да се почне за да се достигнат одредени резултати, или тоа не игра некаква клучна улога? Со овој спорт може да се занимава секој. Сега зависност од желбите, амбициите, талентот, нормално повеќе препорачливо да се почне на порана возраст. Еве ќе споменам за пример во некои од европските земји джудо почнуваат да практикуваат од 4 годишна возраст, меѓутоа тоа е се врз база на игра, моторички вежби, еден вид на припрема за понатамошните активности. Дали ова насилен спорт, бидејќи се работи за една боречка вештина? Апсолутно не, далеко од насилен спорт. Што е главната филозофија на спортот, што треба да ги научи джудистите? Вака, джудото е многу комплексен спорт, значи има во Европската джудонија една убава изрека, джудото е начин на живот, диктира еден посебен начин на живот, се водиме по некои посебни принципи, почитување,
постигнување на спортски резултати, не покажување на насилство. Джудо применуваме само таму каде што треба. Најчесто тоа е на татамите, на борилиштата, на надпреварите. Нашата цел е да постигнуваме спортски резултати, меѓутоа и да ги направиме луѓето кои што спортуваат подобри луѓе. Кога сме веќе кај резултатите, нашиот спортски колега Слаѓан Ивковиќ вели секој успех заслужува внимание. Борјана, Марија, каде сте биле до сега, каде сте настапувале? Знаеме веќе дека имате неколку медали зад себе. И со текот на годините на тренирање, како оваа филозофија која што джудото ја носи со себе, за која што спомна вашиот тренер, се одрази во вашите секојдневни животи, бидејќи претпоставам дека и вие подолги години тренирате исто како и најмалата Марија. Да. Значи, ја тренирам околу 4,5-5 години и имам настапувано на доста надпревари. Еден од тие е Балканско, на кој што земав прво. И многу се гордам со тоа, позади мене стојат секако тренерот и сите се гордееме. Тренерот од Белгија, кој што за жал мораше да си оди. Така, да, спортот не е насилен, како што кажа тренерот, стварно е многу елегантен начин. Дали затоа гледаме повеќе девојчиња од... Не, ова е случајност. Момчињата малку ми се срамежливи. Посрамежливи се. Да, и многу луѓе се плашат од спортот, заради што си мислат дека е насилен, но уствари не е и има добро влијание врз животот. Всушност ништо не е во силата. Да, ништо не е во силата. Ќе се надоврзам самото име джу, дое кованица од зборовите нежен начин, нежно умење. Христина, какво е твоето искуство? Колку години тренираш? Ја тренирам од 2010 година. Со тоа што имав година и пол пауза, но сега пак се вратив на татамите и сум државен првак за сениори. И пред да правам пауза, исто така бев државен првак. Сега се враќам пак на татамите и се спремам за да идам на елитни надпревари, на европски кубови од 2019. Тренираме 2 пати дневно, се спремаме. Доста посветено. Да. Дали за овие достигнувања вие ги имате потребните услови или треба да се вложи екстра напор за да можеме да се докажеме? Како би рекле, дали она што конкретно во начинот на кој што овој спорт се третира во нашава држава, би рекле дека ги исполнува сите потреби за да вие можете без некој посебен напор да... Не, и предпоставувам дека е тако. Не, се сами си вложуваме, се сами си работиме, се сами си наоѓаме, ништо, например. И некој да сака да успее, државата, така, не државата, туку има луѓе во државата кои што ќе направат се за ние да не успееме. И го немате доволно големиот простор за промоција. Предпоставувам дека ова е една од ретките прилики кога всушност можеме да зборуваме за достигнувањата. Спорт, тренер, вие што ќе кажете нова каков е односот на државата со овој спорт конкретно? За државата нема да коментирам односот на државата затоа што постои хиерархија. Државата, односно Агенцијата за млади спорт комуницира со Джудо Федерацијата и не можам ништо да кажам во делот на Агенцијата за млади спорт. Меѓутоа Джудо Федерацијата на Македонија, нема да лажаме, премногу инертна, премногу незаинтересирана за спортистите, дури се оди до тој степен што понекогаш одредени спортисти кои можат многу да напредуваат, да успеат, од непознати причини не се помагаат, не се поддржуваат. Еве за пример ќе ви кажам, Миоки е најуспешниот клуб во државата во изминативе не знам колку години. Во 2017 ги имавме историските резултати за македонското джудо, имаме 5 медали од континенталните купови, имаме прв историски медал од Европско првенство. Джудо Федерацијата не најде за сходно да направи една промоција на тие резултати, да оддаде едно признание на човекот, на джудистот Хамза Јашари, кој што го освои и ред други джудисти. И исто морам да кажам дека джудо клубот Миоки нема ниту еден представник во Джудо Федерацијата на Република Македонија, во ниеден сегмент од структурите. Зошто, на што се должат тие состојби? Не можете да влезете, да пристапите во Федерацијата? Очигледно станува збор за некоја политика, ќе ја наречам политика, која што политика не од политика као политика во класична смисла на зборот, него одредена група на луѓе своеволно си измислуваат некои правила на игра. Бидејќи малку е чудно најнаградуваниот клуб да не е дел од Федерацијата. Успех кој што ја промовира па и државата освен Федерацијата сочинува 26 клубови, тоа се клубови на хартија. За жал
бројката не е реална, повеќето, барем половината од нив би ги нарекол клубови кои што екзистираат само као гласачка машина. Отприлика околу 12 клубови функционираат и за жал не може да се најде заеднички јазик да се сложат, да се сплотат и да се работи на унапредување на овој спорт. Практично не живеат во духот на филозофијата која што ја носи джудото, би рекле. Па јас сепак би напоменал дека тоа е ситуација створена само од одредена група на луѓе кои што во моментов се моќни да го контролираат тоа. И за жал ние како луѓе кои што сме ентузијасти и работиме, кои што не сме професионалци, не живееме од тоа, страдаме и најмногу се разбира спортистите кои што не може да напредуваат. Еве, Борјана, например, направи исто многу важен резултат во 2017-та, прво место на Балканско првенство, она што сме го немале 5 години уназад. Борјана во ниеден момент не беше нити пофалена, нити повикана на некаков разговор, на некаков прием. Дури, ако се сеќавам, доби некоја парична награда на хартија, на извршен одбор, меѓутоа тие пари никогаш не ги доби, некоја символична 100 евра. Да. Сте се пожалиле, сте побарале ли некогаш втора инстанца зашто се случуваат овие спортови во вашиот спорт? За жал, многу бројните наши напори и така наречено дигање на галама не вроди со плод. Па еве се надам дека можеби преку вас како медиум ќе имаме повеќе поддршка и разбирање од релевантни фактори. Колку ги обесхрабрува тоа новите членови да пристапат, ако знаат дека нема простор каде би се истакнали нивните достигнувања да бидат пофалени и вреднувани? Колку тоа се одразува на желбата за тренирање на овој спорт? Како податок само ќе ви кажам дека клуб кој што броеше околу 60 на членови, нашиот клуб, во изминативе неколку месеци загуби едни од најдобрите надпреварувачи кои се откажаа ради тоа што се случува во овој спорт, кои се откажаа ради врабувања и сплеткарење од страна на одредени поединци што ги спомнав. Значи време е да се збори јавно за оваа работа, до сега се воздржував јас, меѓутоа веќе немаме каде. Мораме да збориме, мораме да дигнеме галама и навистина редно е некој да превземе нешто за да се подобри ситуацијата. Политиката и во спортот влезена. Па очигледно да, можеби не таа политика као политички партии, меѓутоа политика да. Така, колку вас ве обесхрабруваат ваквите состојби, колку, да речеме, ви фали за да ви дојде преку глава, еве, условно речено? Мене лично ми треба многу, ради што мене ме фаќа инат, ама има знам лично джудисти кои што си имаат откажано заради тоа што биле не им било посветувано тоа внимание кое што им и обесхрабрувани биле предпоставува што бил случајот со наградата, не е случајот до парите, но е до принципот што би рекли. Но тоа не е исполнето. Само еден податок кој што еве кога веќе збориме за тоа што би обесхрабрува джудистите, ние имавме, Борјана го спомна, тренер од Белгија, IGF експерт испратен кој што требаше да остане една година во Македонија. Човекот изнајде начини, пошто се вклопи во една група на луѓе, во една екипа на деца кои што сака стварно да направат резултат и тој само иницијативно направи напори остане уште една година. И планот беше да остане уште, меѓутоа нашите луѓе од федерацијата очигледно најдоа начин како да го избркаат овој човек што многу ги погоди дел од нашите джудисти. Дел се откажаа, дел беа на работ да се откажат. Многу тешко сето тоа им падна, човек со кој што работеле заедно со мене нормално во изминативе 2 години и така од нигде и никаде најнаш само се извинувам, ова беше последниот тренинг, јас морам да одам, така добив наредба од IGF. Сте се обидели ли некогаш да, условно речено, се спасите од овие состојби преку европските клубови, Европската федерација на джудо? Се обратили ли таму, сте побарали помош од нив за надминување на овие ситуации? Сепак ќе кажам дека во прашање една хиерархија, каде што нормално... Не можете да ја скокнете македонската, така? Да, македонската джудо федерација е битен фактор и ние прво треба да си ги решиме проблемите тука кај нас, за да може да бараме нешто од надвор. Така, но велите дека нели безизлезна веќе станала ситуацијата? Имате ли поддршка од некој од колегите за да ја решите состојбата прво на федерацијата? Има многу луѓе кои што размислуваат исто како мене или слични размислувања. Има една критична маса на луѓе, меѓутоа не може тоа да дојде до израз затоа што имаме премногу тие гласачки машини и клубови кои што ни одлучуваат судбината, а директно немаат никакви резултати. Дали овие условно кажано политички превирања или интереси внатре во федерациите, конкретно во ваквите и слични спортови, боречките ќе ги земеме, боречките вештини за пример се најмалку популаризирани, најмалку популарни, а државава има најголем број успеси токму во тие спортови и најголем број медали, впрочем. Да, еве споменав како факт дека само во 2017 година джудисти од нашиот клуб, од джудо клубот Миоки, ги направи најголемите успеси за македонското джудо воопшто во нашата историја.
5 медали од континенталните купови, од вкупно 6 за Македонија. Единствен медал од Европското првенство за кадети, тоа е джудистот Хамза Ешари, кој што не беше во можност да присуствува денес тука. И секако морам да споменам учеството на Олимписките игри во Рио 2016, каде јас и джудистката Катерина Николовска учествувавме за прв пат во овој спорт од Македонија. Тоа се факти кои што зборат дека тука стварно се работи нешто. И сега многу е поразително кога некој работи, а завозва добива само шутирања и останува на маргините. Практично вие бевте оставени на маргините со тоа што вашите успеси па можам да речам не го добиваат признанието кое што го заслужува. Апсолутно, и не се работи само за признание. Во принцип мене лично не ми значи ништо дали ќе добиам признание од Джудо федерацијата или луѓето што ме познаваат знаат колку вложувам, колку работам. Меѓутоа она што ме боли е за овие деца кои што се не поеднаш, по 2 пати дневно на тренинг, не им се пружа апсолутно ништо. Они немаат ни опрема, джудоги, кимоно, немаат ни опрема обезбедено од страна на Джудо федерацијата, а тоа кошта, за да може да настапи на Европски куп, треба да има лиценцирано кимоно кое што кошта 160 евра најефтиното. И тоа родителите сами си го купуваат. Родителите, клубот колку може помага, клубовите се исто во многу лоша ситуација, начинот на финансирање. Никаква поддршка не се добили од Агенцијата за млади спорт. Агенцијата за млади спорт издвојува средства, наменски средства за одредени активности, речеме, постои сега во моментов, ако не слажам, некои младински школи и таа поддршка многу значи, меѓутоа не допира на секаде до сите клубови. Да? Распространувањето е проблемот. Или средствата кои што стигнуваат се премали, зашто учествата на надпревари не се единствениот трошок. Подготовките се многу поголем трошок што ние не можеме да си ги пружиме. Еве сега дека посочам за пример, има тренинг камп во Австрија, во Митерсил, каде што треба да учествува овој нашиот најуспешен джудист Хамза Ешари. Дневно трошоци се околу 100 евра, без превоз, без ништо. Треба да остане некои 700 евра без превоз. Тоа клубот е тешко да го обезбеди во едни вакви услови. Поготово кога имаме и ситуација каде што Джудо федерацијата се служи со одредени комисии и одредени работи, каде што ги имаат контролата во своји раце одредени поединци и прават манипулации заради добивање на поени вакви и такви на тие надпревари, за да може одредени протежирани клубови да избијат на повисоко место во однос на оние кои што стварно заслужиле. Така, Марија, Христина, дали Борјана, дали ќе дозволите ваквите состојби да ви ја сопрат желбата за големи успеси? Не. Ти си најмалечка од овде, веќе 4 години во джудото. Ќе истраеш на сите овие состојби? Да. Кој ти е, само уште едно прашање, кој ти е главната цел? Што ти е сон? Која медала, на кое првенство би сакала најмногу да настапиш? Јас сакам, од секогаш ми била желба, кога ќе пораснам да бидам тренер по джудо и да учам мои деца. Браво, значи веќе имате заменик. Јас се изненадувам, пријатно се изненадувам. Да се надеваме дека околностите во кои таа би била тренер би биле подобри и далеку подобри од овие во кои што вие сега сте приморани да функционирате, но дали Марија е најмалиот джудист во вашиот клуб или има дури и помали, бидејќи утврдивме дека овдека е најмала? Апсолутно не е најмладиот джудист, таа е најуспешниот од најмладите. Марија, колку медали имаш точно? Заборавив. 41 медал. Браво. Значи, 10 годишно практично, да. По 10 годишно видиш. А што се однесува до возраста, најмладиот джудист ни е околу 4,5 годинки. Највозрастниот нема да кажам. Сепак имате најмлада категорија 4,5 години, која што спомнавме дека кај нас се може би реткост, но не е толку реткост во другите земји, така? Апсолутно, во другите земји, поготово во соседството, ќе спомнам Хрватска, Словенија, имат воведено и еден проект кој што се вика Джудо во школите, проект кој за жал требаше и кај нас да се имплементира од септември месец, меѓутоа со превирањата во Джудо федерација наводно го изгубивме или го одолговлековме имплементирањето. Со тој проект се опфатени деца од основните школи, добиваат опрема кимона за да можат да следат час по джудо. Покрај часот по физичко образование, посебен час по джудо, затоа што експертите утврдиле дека джудото има посебно позитивно влијание врз младата популација
И истината еден начин со помош на Меѓународната џудо федерација да се помогнат џудо федерациите да го имплементираат тој проект. 10, еве во нашиот случај требаше 10 тренери да бидат платени од страна на IGF да водат настава по џудо во школите, да секоја школа да добие по околу 50 кимона за џудо. Значи тоа е голем вреден проект кој што пак ќе кажам за жал ни беше ставен пред подпис и повторно поради превирања во федерацијата. За жал но во Хрватска велите функционира. За споредба со соседството, како функционира таму клубовите, да речеме во Хрватска, во Србија и во соседните држави? Можам Хрватска да ја посочам за пример, зашто добро ни се познати ситуациите во таа држава. Тие го надминале овој проблем очигледно пред многу години со превирања, со желба за позиции, за власт или не знам што. И они нашле еден систем каде што најуспешните клубови се во врвот на управување на таа федерација. Луѓето кои што се квалификувани се на правите позиции и тие апсолутно немаат проблем со моралните, етичките или не знам какви вредности. Обидовте ли да го пресликате тој систем овде? За жал пак ќе кажам, малцинството критичната маса е во малцинство што треба да го направи тоа. Се уште нема погодна клима за тоа. И не знам кога, ако се продолжи вака, кога воопшто ќе имаме таква клима. Очигледно на некои луѓе им одговара ваква една хаотична ситуација, една летаргија, една заспана ситуација на оваа федерација. Се сведува само на неколку клубови кои што активно работат и излегуваат и надвор од државата, земаат искуства, пренесуваат на своите џудисти, прават резултати, меѓутоа нема помош апсолутно. Кога веќе споменавте надвор од државата, да ги прашаме наградуваните џудистки, бидејќи веќе се докажани, секоја од нив, дали имате вие план за заминување од државата или сепак ќе останете во својата земја? И во таа насока, бидејќи контактирате, односно сте во контакт со други џудисти од другите земји, каде би рекле еве дека можеби ги имаат најсоодветните услови за надоградување на познавањата во овој спорт и достигнување на целите? За надоградување на знаењата што ги имам сега, би рекла дека тоа индивидуално може би сепак? Може да се оди технички било каде, заради тоа што кај нас... Битна е желбата. Да, битна е желбата. Може и кај нас да се успее. А то дали имам план за да одам негде, имам план, ама не знам баш дали ќе се исполни или нема да се исполни. Желба ми е да настапам на Олимпијада, која што веќе се има случајно еднаш, но мене ми е желбата да настапам и да освојам нешто. И ја работам на тоа и нема да ме спречи некое лошо однесување кон мојата желба да не го постигнам јас тоа. И ја мислам дека ќе останам тука за да пробам, но ако не успее, мислам дека ќе бидам принудена да се иселам од државата. Кристина? Јас истото имам да го кажам. Марија, најмлада, ќе останеш во својата земја или пак сонуваш за успех во некоја од поголемите држави кои што веќе многу се грижат за ваквите спортови? Па не сонувам, тука сакам. Таа веќе е решена дека ќе биде тренер. Да. Тоа е договорено. Тренерот веќе доби наследник. Секој може да се успее ако се сака, ако се има желба. Не дека кај нас не може да се успее. Може да се успее. Резултатите во 2017 го зборат дека ние може да успееме. Само не треба се потребни услови и поддршка. За да не се губи мотивацијата, затоа што претпоставам дека тоа ја убива и желбата и волјата за... Претпоставам дека влие, барем тоа го утврдивме и низ разговорот. Доколку нема колешката дополнителни прашања, тука некаде и би го завршиле овој разговор. Јас би ви посакала уште многу медали. Тоа ќе ви се заблагодарам од името на македонската јавност за сите медали и за сите успеси што сте ги направиле и постигнале за државата пред се, а после секако и за вас. Ви посакувам уште многу. Вас исто така ви посакувам успех и се надевам дека барем делумно ќе извршиме притисок во јавноста да се средат овие состојби кои што најмногу сепак на штета одат на оние најуспешните или на оние кои треба да бидат најуспешни, на младите кои навистина сакаат да се занимаваат со овој спорт. Ви благодарам уште еднаш, а вие почитувани останете и натаму со нашата програма. Јас и колешка Татовска се враќаме по кратка пауза во 16 часот и 45 минути со нашите следни гости. Очекуваме колешката Искра Петчевска и пратени
пратеникот Костадин Костадинов, со кој ќе разговараме на темите кои што ги најавивме и на почетокот, тоа се бенефициите, секако амнестијата, а ќе се осврнеме и на случувањата во СДСМ, за кои што ќе може господинот Костадинов да одговори како портпарол на партијата. Вие останете и натаму со нашата програма и ви благодарам за вниманието со кое што досега не следевте.